Моето пътешествие низ руралните региони во Македонија го продолжувам малку на невообичаен начин, од оној така да го наречам вообичаен. Може би се прашувате која е разликата. Овој пат решив моја дестинација да биде некогашната долина која со милениуми ја формирала реката Треска во Горно Порече, некогашното Горно Поречко поле, некогашните поречки села Здујни и Близанско. Поточно речено, овој пат моја дестинација е езерото Козјак, кај народот попознато како Поречко езеро. Решив да ја посетам ова хидроакумулација, поодблизу да ги видам бистрите езерски води, да ја видам колоритната убавина, колоритниот пейзаж, создаден од езерските води, небеските сини, бескрајни височини и планинските поречки горостаси, облечени се во зелено кадифе, се во зелена долама, а дел од оваа колоритна убавина и вам, драги мои, да ви доловам преку објективот на нашата камера. Како по стар обичај, при секое мое патување во било кој крај во Македонија, се имам домаќин, водич, така и овај пат се имав мој домаќин, мој водич низ Поречкото езеро, а тоа беше јавното предпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје Јасен, Јасен од Скопје, кој љубезно се одзва на мојата покана за соработка при реализацијата на оваа патописна документарна репортажа за Поречкото езеро, каде што покрај езерото Козјак, во состав на природниот резерват Јасен, се и водните акумулации Матка, Света Петка, превојот Кула, локалитетот Ивање, во чиј состав влегува и кањонот Матка, Катланово со Катлановското блато и дел од планинските масиви Караджица и Даутица со вкупна западна површина од околу 32.000 хектари. По утрото денот се познава, вели народот. Мајското утринско небо беше кристално чисто, сиво, без ниту едно облаче, сонцето што туку изгреано. Денот ми се погоди да ти и мерак да патуваш. Тргнав рано, можно рано, во утринските часови, за да стасам на договореното место кај браната Козјак. Тамо, на езерското пристаниште со чамецот, ме чекаше Љубе Ристовски, меѓу вработените од резерватот Јасен, попознат како Бабуш. Кој во вистински смисла на зборот ми беше водич низ езерото Козјак, меѓу народот попознато како Поречко езеро. Откако се поздравивме и си рековме здраво живо, запловивме низ езерските води. Како што претходно напомнав, небото беше сино, без ниедно облаче, без ветар, каде што во кристалното чистите и мирните езерски води, планинските горостаси Караджици и Даутица се ја отсликуваа нивната облека, сочинета, се во зелена долама, се во зелено кадифе, која од која пубава, која од која полична. Каде поглед човек да фрли, се личотија, се убавина. Уживајте ви за момент.
Многумина рекле дека Поречкиот крај е убав крај. Многумина рекле дека во Порече има еден град кој се вика Македонски Брод. А да ви кажам право дека се во право тие луѓе што велат дека точно Порече има град кој се вика Македонски Брод, затоа што има и прекрасно езеро, Поречко езеро. Дојдовме овдека во Поречкото езеро да направиме репортажа и да ја видите убавината на овој дел на Порече, на овој дел на Македонија. Што туку запловивме, што се вели, што туку ги поминавме неколку стотици метри водна површина од 32 километарското долго езеро, во себе си велев: каква убавина, каква личотија нам ни дала природата, а ние трчаме ширум светот, а оваа убавина, овој рај што Господ ни го дарил, да не си ја знаеме, да не си ја посетиме. Малку е жално, малку е трагично, а и малку е смешно и комично. Може би сум во право, а може би не. Вие проценете, драги мои. Толку близко, а многу далеко. На само 20 на километри од главниот град на Република Македонија Скопје, на само 20 на километри од административниот центар на поречието Македонски Брод, на само 60 на километри од пелагониските административни центри Долнени, Прилеп, Кривогаштани, Битола, Новаци, Могила и Демир Хисар, на само 30 на километри југоисточно од Кичево, на само 10 на километри воздушна линија од Богомилско, Велешко, Демиркаписко, Гевгелиско, Кривопаланечко, Гостиварско, Тетовско, од планинските горостаси Бистра, Даутица, превод Стража, Демихесерските планини, превод Барбарас. Поречкото езеро е едно од 200 езера, поточно речено едно од 120 вештачки акумулации во Македонија, сместено во Поречкиот крај, помеѓу планината Сува гора на запад и природниот резерват Јасен, како дел од македонскиот горостас Мокра планина на исток, на околу 25 км низводно од истието на реката Треска во реката Вардар. Поречкото езеро е на надморска височина од неполни 300 метри, со вкупна површина од 13,5 квадратни километри и капацитет од приблизно 380 милиони метри кубни вода, со должина од 32 километри, длабочина некаде и до 130 метри, со максимално растојание од едниот до другиот брег до 400 метри, со основана брана од 500 метри, со крунана брана од 310 метри, со абсорбција да акумулира околу 570 милиони метри кубни вода,
со максимална кота на езеро до 478 метри, обколено со бројни ридови падини кои му даваат посебна убавина на сите годишни времења, чии води на реката Треска кои го напојуваат, се вројуваат меѓу најчистите води на Балканот со пристап од два патни правци, едниот познат како Јужен пристап, кој води од Македонски Брод и се протега по течението на река Треска, одложено 20 километри до кота на вливот на Беличка река во река Треска, и другиот 25 километарскиот патен пристап кој води од правец на Скопје и се протега по јужните падини на водно. Сето ова го прават езерото Козјак не само да е најголемо вештачко езеро во Македонија, туку дава можност ова езеро во блиска иднина да биде и едно од најмногу посетените езера во Македонија. Езерото Козјак е најголемото и најбогатото со риба вештачко езеро во Македонија. Од видовите на риби овде се среќаваат поточната и виножитната пастрмка, крапот, кленот, скобусот, мрената, попадиката, плашицата, карашот, гомнушката, каркушката и многу други. Козјак представува атрактивна зона за рекреативен и спортски риболов преку целата година. Добар ден. Добар ден. Како сте, Арни? Арни, прошетавме малку. Еве, да ти кажам право, и ја денеска бев по езерово. Прв пат поминувам ни цело езеро. Да. Само едно ќе ти кажам, нека они што не го не знае што е убавина. Да. Денеска со другаров ви се погоди едно што се вика. Па и така, добро е. Важно прошетавме. Тоа е најбитно. Мене ми е битно. Да, мене ми е битно, значи ви се погоди е моабетот, е пријателството. Прв пат идете? Денеска ни зазеро прв пат, бога ми. Ја 2-3 пати сум бил, убавина не убава. Ја немам, ме водат, ме шетаат. Ме шетаат. Ова е главниот. Ела понамо, дојди. Дојдивамо. Ела понамо. Така. Само кросо да не соцапаш. Насово. Добар ден. Добар ден, здраво. Добре те најдо, варен си ви? Арно е, брат, супер. Денеска, како е повеќе? Задоволен. Секојаш кога доаѓам овде ми е најубаво. Сите ми се чудат у дома, речемо, Скопје. Ти Козјак, па Козјак е најсветско место, бе. Нема побава место. Не пијам њапчиња, не пијам ништо, само ракинче, пивце, тоа. И што се вика моабетот, пријателството? Не могуче. И луѓето се убави овдека, убави луѓе, прекрасни. Идам ја во Близанска таму кај Стојмир и Стомирица таму пиеме. И ми се 12 години Така. како постои езерото. Од кај си иначе родом вака? Јас сум роден од Скопје, од Дрче. Инаку овдека имам одена уште браната кој се правеше. Работев во Градушен институт на Македонија. Така. Сега сум приватно. Меѓутоа јас сум заљубен во оваа природа. И крај. Кубина вела дека на рибарот и на ловджијите не му се вели со стреќа денот. Денеска фативте нешто? Убаво. Добро. Си беше, супер си беше. Така. Мора да си да правиме квотата, ние се. Така е. Добро, јас сум тука, знае, колега Чумаров. Со години сам тука, така да. И еден другар мој уште не е дојден вчера. У понеделник и вторник бев, паузира 2 дена па доаѓа. Значи сега може да замислиш како. Така е. Еве ја ти кажувам, јас прв пат денеска да го речено патувам низ езерово. Верувајте ми импресиите дома кои ќе им кажувам на моите, ќе му речам, имам на семејството, еве са им велам, ајде да поречкиме средби ќе ве носам низ порече да видите што е убавина. Какви манифестации има тука. Да, многу убави. Па тоа маратонот кој се прави, они организираат јасен јако, многу јако организираат. Со ручеци, со ова, со војска тука доаѓа како. Се тоа убаво, со медали, со чуда. Еве, да ти кажам искрено, овде ми е најубаво во свет. Еве, жена ми вика дома, пасош. Не одам пасош. Не одам нигде, овде си. И тука ти убавам. Така што се вика, најубаво е онamo кој се родил убаво својата родна земја, од нова наша Македонија нема никаде. Не веќе одам кај Грци, нека им дам пари. Еј таму. Фала на моабет што се вика, па да се видиме заедно за добро. Тако ми е, така, ајде. Како ти беше името? Перо. Ти Перо, ја Зоран Бакај се. Знам те, телевизија, телевизија, стану. Ајде се гледаме. Па се зове телевизија. Фала многу.
Крај езерото се кријат и мноштво диви патеки кои се одлични за авантуристите кои сакаат да ги откриваат природните убавини, како што е планинската убавица Сува гора, која представува типичен хорст издигнат помеѓу котлината Полок на запад, кањонската клисура на реката Треска на исток, која на север се протега до Илингроп, а оттаму продолжува во планината Осој, чии клонови се спуштаат во полите на Сува река. Нејзиното било представува просторно, широко и разбиено карстно плато на височина од 1600 метри, која спрема југ од највисокиот врв Кодра Таурли, која се издига на 1857 метри, стрмно се спушта во сливното подрачје на река Треска во местоста викана Орлови очи. Морфопластиката на Сува гора е изградена од варовници, развиени во разни карстни облици, меѓу кои доминираат вртачите, а се среќаваат и неколку мали карстни полиња. Многумина вела дека кога пловите по езерските води, било во правец кон Македонски брод или во обратен правец, сето време околу вас, пред вас, зад вас, било каде да пратите поглед, ве следи дел од македонскиот убавец Мокра планина, кој сето време додека пловите по езерските води, ве мами да влезете во овој македонски планински убавец, а во тоа и јас се уверив. По препорака на мојот водич господинот Љупчо Ристовски, некаде на 5-6 поминати пловидбени километри по езерската водна површина, се закотвивме на местото викано Орлови очи и се упативме во правец на планината и по речиси половина час, мекамско искачување за мерак за душа што се вели, дојдовме на местото викано Орлово седло, на 1200 метри надморска височина, затоа што штом дојдете тука, во планината, на надморска височина од 1200 метри, имате чувство дека сте влегле во друг свет, во кој нема луѓе, туку само недопрена природа, во предел во кој тешко може да кажете колку бои гледате пред себе. Жолта, зелена, црвена, сина, сите бои од виножитото. Пред вас се отвара поглед на непрегледни планини кои во овој период на годината се посебно убави на прекрасното поречко Сино езеро сместено во котлините меѓу тие планини. А од над 1200 метри надморска височина го гледате колоритот на горно порече отсликан во водите на поречкото езеро. Да бидам искрен, дека она што ми велеше мојот водич Љупчо Ристовски бабуш, дека кога ќе појдам горе на врвот Орлово гнездо, самото езеро ќе те повика патот да го проложиш низ езерските води. Првично не ми се веруваше, арно ама навистина беше во право. Кога така да речам повторно влегов во моторниот чамец и речиси по поминати 2 километри во правец кон Македонски брод, мојот домајчин го изгасна моторот и кога зачудено го прашав да не се случило нешто, тој ми одговори: Зоране, овде под нас е селото Здуње, а на само 3 километри понатака е селото Близанско. Овдека се наоѓаме во атарот на некогашното село Близанско и на некогашното село Здуње. Одошто речено, овдека под нас се наоѓаат старите куќи од селото Здуње, а овде лево од мене се наоѓа новата населба, новото село, селото Здуње. Додека позади мене на некаде околу 2-3 километра се наоѓа новото село, селото Близанско. Се движиме во тој правец, ќе намириме во овие две села да видиме како денеска мештаните живеат, оние нови мештани така речено, кои што се има своји викендици, ова нова населба, викенд населба, селото Здуње и селото Близанско.
Во моментов се најдуваме во населеното место Близанско, кој е еден потенцијал за развој на туризмот, а ние како локална самоуправа, поточно во ова место Близанско имаме урбанизирано покрај старата населба уште 2 туристички населби, а во близина и селото Здуње имаме урбанизирано 3 туристички населби, каде досега имаме продадено 310 плацеви за викенд куќи, а исто така имаме продадено 2 локации за 2 хотели кои треба да никнат на самото Поречко езеро. Тука во ова населено место и населените места што ќе никнат туристичките населби, почнавме да пробиваме улици, а во догледно време ќе правиме и фекална канализација и водоводна мрежа, со што ова населба Близанско и Здуње и 5 нови туристички населби ќе станат градски населби покрај нашето езеро, се со цел да доаѓаат туристи, ќе се градат, како што кажав, хотели, ќе се градат ресторани, маркети, така да овој дел, бидејќи е многу блиску од местото кај што сега се најдуваме, сме само на 40 километри од главниот град Скопје. Единствен хендикеп е патот кој треба да се догради. Се надевам владата ќе однајде средства да го догради овој пат за уште 12 километри до градот Скопје да биде патот регионален, бидејќи е прогласен за регионален, со што ќе се овозможи побрзо нашите туристи, нашите гости да стигнуваат, да ги видат нашите убавини, да ги вкусат специјалитетите што ги припрема ова местно население и се друго со што располага нашата општина Македонски Брод. Навистина се радува што ете поточно речиси 10 години дојде во селото Здуње, во атаро на некогашното село Здуње, а многу се радував што во мојата архива го имам видео материјалот од ова село, од некогашното село Здуње, а и од некогашното село Близанско. А преку дел од ова видео, драги мои, а пред се мои поречани, видете како изгледа тогаш селата Здуње и Близанско, а може би некои ќе си ги препознаете и своите кујки, плевни, ќе го препознаете след целото на вашето родно село, со каците, патчињата, рибчињата по кои сте чекорали или трчале, сте пораснале. Е време, е убавина, каде што са овие села во пишаните документи со кои располагам, пишува дека во историските документи селото Здуње за прв пат се среќава во правните документи грамоти од бугарскиот цар Константин Тих Асен, кои грамоти датираат од 1258 година, а истите се посветени на Скопскиот манастир Свети Ѓорѓи, во кои се потврдуваат и прошируваат имотите од претходните владетели, подарени на манастир Свети Ѓорѓи Скопски, каде што пишува: во подарените имоти покрај селото Здуње влегуваат имотите на селата Близанско, село Голем Под, заедно со село Поповјани, со се виногради, ниви, воденици, зимовишта, летовишта, со планини и со забели. Во одредбите на грамотата на кралот Милутин, меѓу другото пишува дека селата Здуње, Сушица, Градешница, Брод со Сланско и со Барбара Сикрапа не се даваат во мираз и не се отоѓуваат и се ослободуваат од надлежностите на локалниот епископ и се ослободени од паќање царштина. Додека во Милутиновата грамота од 1300 година во целост се посветуваат и прошируваат имотите на манастирот Свети Ѓорѓи Скопски, каде што е забележено дека на селото Здуње му се одзема селото Градешница, но како противвредност му се подарува посебен метох Света недела и се проширува синород на селото Здуње дури до Калуѓерец Жировиште, а атаро на црквата Света Ѓорѓија и се до селото Белица. Но верувајте ми, иако до некаде се радував дека го имам сочувано овој видеоматеријал, сепак во мене некако со носталгија гледав кон панорамата на овие нови села, сега со урбан карактер, кон селото Здуње и селото Близанско. И по речиси неполни 2 часа, и по речиси поминати неполни 20 километри, од речиси 40 километри од езерото Козјак, дојдовме на втората, така да ја наречам, втора починка
во Езерското пристаниште на викенд на селбата Близанско. Да се видам со мештаните, да се помоабетам со нив, да видам дел од старата архитектура, да ја видам новата современа архитектура на семените згради, а за тоа како изгледа денешното село Близанско и за престојнатите 20 километри патување по езерските води, по Паречкото езеро, во наредната репортажа која ќе следува.